на една гарнитура политичка, која што имаше барем темел на некоја државотворност, на совест и на одговорност кон сопствениот народ и својата држава. Вие сте испрдоци на таа гарнитура. Вашето зборување дали е преку поетски фрази, патетични, мелодрамски, надуени, а празни, дали е преку ваши соопштенија, дали на Фейсбук или било каде, или вака на отварање на конгрес, ние, македонците, не ги доживуваме посодржајно од еден прдеш. Па ја би рекол пувеш. Оти прдеш, па знае прдеш, мислам, знае тоа да рокне, баш онака, експлозивно да биде. Нели, која имаш вирус, кој те боли стомак, иначе може да биде баш и онака. Знаете како? Ко митралес која коси. А ова пувеше некако покарактеристична за вас, за вашава провиненција и за она што сте, пошто пувежот е подмолна работа. Тоа е делува како боев отров, како нервен газ, без мирис, у почеток без вкус, додека него вдиш и после тоа губиш све. Губиш свест за себе, за околина, за своето, за собственото, за ближниот твој, не знаеш кој си, не знаеш што си. Као у песната. Не знаеш кој си, што си. Баш тако си. Тоа доаѓа од такви подмолни пувежи, у принцип. Затоа ние не сакаме да слушнеме која вие прдите, Не сакаме да ве слушаме. Боже, пази, ја најмалце сакам. Никој мислам дека не сака. Доста ве слушавме од 2017 до 2024. Многу народ озрачивте. Обвиткавте во смрад, така да поштедете не од грмење. Па овој поетот продолжил, вика, СДС е партија, СДС вика е армија на вредности. На какви вредности, бе, Филипче? На нижоразредни вредности, не се објасне на какви вредности мислите. Ако мислите, мора да прецизирате. Имаш вредности високо морални плафон, а имаш вредности кои што се, како да ви кажам, џуџести, поише може да се квалификуваат као невредност, отколку вредност. Вие сте биле армија на вредности. Демек, секој од вас, место мозок, има по еден драг камен. Кој смарагд, кој сафир, кој диамант, кој рубин. На таа армија мислеше, така се доживувате као драги камења. Ко мозоците од платина да ви се направени. Таква имате представа за себе, па месијанска представа за себе. Они си биле армија на вредности. Значи све што е надвор од СДС е невредност. Пошто овие се армијата на вредности. Све што е надвор тамо не е вредност. Ја сваќате ли нивната ароганција, дека не е ниту за милиграм намалена од времето кога беа на власт. Истите се и бетер се. Они патолошки нарцис, по што ќе го препознаеш? По тоа што никогаш нема објективен суд за самиот себе. Он во секоја ситуација, во секоја екипа, не само што е најдобар,
Негот е најдобар, па 150 празни места попочнуваат другите. Они уште имаат сликата за себе дека се спасителите и дека ние сите утре ќе ги викнеме со радост од дното на душата, дојдете да не спасувате од Мицковски ВМРО ДПМН. До толку ги само залажува таа нивна патолошка нарцисоидност. До таа мера ги само залажува. И им се обраќаат на Филипче, им се обраќа преку поетов што му го пишал говоров, на нивниве у партија, што као сега им сметаат као она камче у кондура кога имаш у чевел, кога имаш камче, и сега се пресметуваат со нив, пошто со сите други се испопресметаа, остана само уште да се пресметаат со тој деспотовски, рецимо со Шилегов и со така некоја ситна рива таму. Пошто само уште со нив остана да се пресметаат. Па вика, ние сме, вика, како рече, треба секој да знае, ние сме отворени за секого, а секој, вика, што мисли да не подкопува од внатре, одма нека си оди, пошто немаме време, вика Филипче, за предавства. Ко чему курва о поштењу? Предавници која зборат за предавства. Каков парадокс. Не знам како тоа да го објаснам. Или крадецот вика држте го крадецот. Немале време за предавства у нивни редови. Абе, Филипче, шо очекуваш од предавнички менталитет? Дека тој предавнички менталитет што го негувате со години, дека ќе изроди Че Гевари, дека ќе изроди појма неам, војска на високо морални појма неам, функционери, државници, лидери. Предавнички менталитет кога негуваш во некоја група или партија, биди сигурен дека тој предавнички менталитет нема да изроди херои, ќе изроди предавници. Сте немале време за предавства, нормално дека немате време кога сте постојано зафатени со предавање. Вие ниту во еден момент не кажавте чекај пауза прајме во предавствава. Си продолжите да си го верглате истото. Истото си го верглате. Цело време. Омразата кон соседите, ние сме криви, соседите се прави, требало да ги пуштиме бугарите во уставот, Европската унија е нашата единствена цел, нема алтернатива, нема алтернатива. Не го слушате пулсот на народот, малце немате тамо некој со радарче, некој појма немам, со некој гајгеров бројач, да го осети, да ви го преслика, да го фати расположението на народот. Филипче, преку 70% веќе од овој народ не размислува на Европска унија. Ја презира Европска унија. Стварена политичарите вие, тоа е сега на ВМРО ДПМН, дали ќе одлучат да се вратат на тој пат наречен Европска унија или ќе си тргнат по свој пат, што ја верувам дека е многу попаметно. У таа црква треба да престанеме више да се крстиме. Видовме дека тоа е црква, да. Ама не на оној Бог што сите мислиме дека е. У таа црква крстот е привртен наопачки. Филипче, све што правите грешно правите, се што кажувате погрешно кажувате. Мал прекин. Овој народ не е више толку глуп. Престанете да му солите што треба да прави, кај треба да гледа и дали има алтернатива или нема алтернатива. И ако ВМРО ДПМН го увиде ова што сега ја го зборам, а знам дека го увиде, ја има поддршката од народот. И не е тоа затоа дека му треба појма неам
дека баш така наумил да прави само за да му се додворува на народот од популизам. Не бе, човек. Знаеме вие како размислувате, знаеме како размислуваат политичари кога ќе наумат нешто да направат. Не го прашуваат народот. Вие најдобро го знаете тоа. Вие кои сте на власт, најмалку ве интересира народот. И дали има корка леп да јаде, и дали ова, и дали она. Не. Го множите со нула, го покажавте тоа на референдумот за промена на име. Бојкотот на цел македонски народ на референдумот, вие со него гзот си го избришавте. И сакате на власт да дојдете? Никогаш. 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 За Филипче, пазете се, апропо Муавето, вика, они ВМРО ДПМН го идентификуваат со зло, како времето на Груевски, што го купија народот, со истата реторика. Тогаш Груевски беше зло, па се фативме као сомо и малце дека е зло, а излезе дека тие што дојдаа после Груевски беа 100-кратно поголемо зло од Груевски. Е сега истата реторика за Мицкоски, за ВМРО ДПМН. Вика тоа е зло. И ова зло мора, вика, да го победиме. Мора, вика, да бидеме чилични од внатре. Пак парадокс. Работи кои што една со друга се поништуваат. СДС и чилични од внатре. СДС со предавнички менталитет партија, партија која работи против интересите на својот народ, партија која се продава за туѓи интереси, партија која што го доведува својот народ во поданичка состојба, во срамна ситуација, збори за дека мора да бидат челични од внатре. Точно е. Имате нешто што е челично кај вас. Барем така се фалат бугари, овие Бојко, Мојко, тие Радев, кои беа тие тамо. Гзот ве бил чиличен. Оти тамо кој ве викале, за да ви кажат како треба да си го потоморите својот народ, ве терале со гзот вака, парички да собирате ситни оние монети од маса вака. Шик, шик, шик. Ве фалат, вика, чилични гзови, кој го стисне паричето, вика од маса вака го вади. И кога извади, и вака, стаиш рака тука, ако му речеш пушти, кој ќе пушти париче ти пај. Вика, нема пуба, вика, тој кој ќе ти седне, вика, у скутку, ќе ти стисне, вика, со таа анусот. Те цеди, чиличен гз. Може би, така да. И на крај, вика, ги покануе сите, што им мислат добро на сите, што им мислат добро на државата, вратите на СДС биле отворени. Уште еден парадокс. Да им мислиш добро на државата, а да си во СДС. Значи пак тука не се изјасно на која држава мисли. На која држава треба да им мислиш добро за да бидат отворени вратите во СДС да можеш да влезеш. Еве ја мислам добро на државата, Филипче, дали за мене се отворени вратите во СДС? Пример е сега после конгрес да дојам да ме викнете одма тука нешто членска карта, курсе, тресе и одма, а не, да лепам плакати. Одма да ме ставите тамо. До овој право шмркачот. Овој. До него сакам да седам. Па кој ќе ми стане досадно на состанок, да шмркнам од него. Пошто неам. Неам за тоа. Многу скапа друга. На која држава треба добро да им мисли човек за да биде ваш член? Изјасни се, кажи, морате да бидете јасни за народов да ве разбере. Затоа и што ти го пишел говорот, многу сака да се прави паметен. Им да биде јак,
Джоа некој голем оратор, Джоа Кикерон или Цицерон. Джоа не знам кој, ама од друга страна, ако може да ги криеме нозеве максимално, за да не свати народов колку ова што сум го напишал, а ти што треба да го кажеш како говори чиста демагогија. Празни фрази, флоскули, јадење говна со две раце. Ето. Ти не се секире за нас, ние сме будни, донесовме свесно и со здрав разум ги донесовме ВМРО ДПМН на власт. Се надевам дека они ќе излезат во пресред, ќе оправдаат таа доверба, до сега се на добар пат и дека нема да го разочараат македонскиот народ. Како што тоа го направивте вие. Ај се изгубете се. И да вас моje очи више не виде.